Тие мнозинството членови на наставници на Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи го упатуваме следниот академски проглас. Цврсто сме одлучени да го почитуваме Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот Свети Кирил и Методи и Етичкиот кодекс. Изјавуваме дека гордо ќе ја браниме автономијата на нашиот универзитет, отфрлајќи ги сите видови притисоци. Токму од овие причини укажуваме дека нема да учествуваме во работата на органите и телата на факултетот, со кои во моментов преседава и раководи незаконски назначениот ВД декан професор Мирјана Поповска. Продолжуваме да ги извршуваме нашите педагошки активности, предавања, консултации, испити и се што е во интерес на студентите. На ректорот на универзитетот професор Никола Јанкуловски му укажавме за незаконското, нестатутарно и неетичко постапување, како и грубото покажување на автономијата на универзитетот во однос на изборот на професор Киро Ивановски за декан на Стоматолошкиот факултет, кој со мнозинство гласови го утврдивме на 12.12. минатата година. Имено, упативме отворено писмо до ректорот, со кое баравме да ни ги објасни причините за непочитувањето на нашата волја и нарушувањето на автономијата на нашиот факултет. На оваа наша иницијатива се придружија и нашите колеги, 220 студенти и специјализанти, како и мнозинство на колеги избрани во научни и соработнички звања. Сите тие упатија барање до ректорот да го избере професор Киро Ивановски за декан, како единствен предложен кандидат, која ужива поддршката на академската заедница и која доби наградата најинспиративен професор во 10-те избрани 2016 година на целиот универзитет УКИМ, награда која дојде од оние најрелевантните, студентите, награда со која нашиот факултет се гордее и со која што се зголеми авторитетот. Во интерес на надминувањето на овој проблем, група професори покренавме иницијатива и доставивме барање за работна средба со ректорот. Но за жал, ректорот одлучи да молчи, тогаш кога требаше да зборува, и да зборува кога требаше да се молчи. По сето ова, немаме сомнеш дека одлучил да работи спротивно на законот, целосно погазувајќи автономијата на нашиот факултет. Свесни сме за последиците кои можеби ќе произлезат од оваа наша одлука, но покрај сите наши напори во академски дух да го надминеме овој проблем, одговорноста треба да се бара во ректорот. На крајот од овој академски проглас, уште еднаш го прогласуваме сите ние, наставниците, студентите, стажантите, специјализантите, асистентите, научните работници, да ја преиспита својата одлука, да го избере професор Киро Ивановски за декан, со што ќе го доведе во ред функционирањето на факултетот и што е најважно, ќе ни ја врати автономијата, односно ќе го почитува нашето право на глас. Дали факултетот вака како што е сега со ВД деканот функционира? Во моментов не. Затоа што немаме, не е свикана факултетска управа, не е свикан наставно-научен совет. Имено, кога дојде решението за назначување на ВД декан на 2 мај, 5 месеци после нашата одлука, никој, буквално официјално, досега немаме најава, односно изјава, известување дека имаме ВД декан. Тоа сосема случајно, јас кога се најдов во архивата на факултетот, со друга работа, го увидов и го викнав колегата. Така ја дознавме вистината дека стоматологија има ВД декан. Што ќе значи овој ваш бојкот за факултетот? Може ли да бидат запрени некои процеси? Одредени одлуки, да, што се однесува до студентите, работите ќе течат, меѓутоа спорен станува уписот на студентите за кој што треба да донесе одлука Наставно-научниот совет за комисијата, но се надеваме дека ректорот еден вако важен проблем ќе смогне сили да го реши. Кој стои се за овој бојкот? Само поголемиот број од професорите? Да, поголемиот број на професорите, затоа што Наставно-научниот совет број 42
4 студенти и 38 наставници. Во моментот вие ќе ги добиете подписите на сите оние кои што се подпишани, кои сочинуваат повеќе од 51%, значи ако тука имаме 23, наспроти другата страна се 14 професори кои што решиле кои на некој начин се од другата страна. Мнозинството членови на наставно-научниот совет од вкупниот број членови, професори и студенти, одлучиле да не учествуваат во работата на телата и органите на факултетот. А педагошката активност продолжува. Кај вас беше просветната инспекција? Јас поднесов до просветен инспекторат и до Министерството за образование представка и барање да се преиспита изборот на декан на стоматолошки факултет и назначувањето на ВД декан. Побарав информација во просветен инспекторат, ми рекоа дека биле на нашиот факултет и ми рекоа дека ќе одат и во ректорат да ја проверат процедурата. Јас досега немам добиено никаков документ од просветната инспекција, нити од Министерството за образование за нивниот увид кој што го направиле. Имате ли можеби се сомневате ли во некаква позадина зошто ова ви се случува? Вие бевте дел од пленумот. Да, јас бев дел од професорскиот пленум и можеме да збориме само за предпоставки. Неколку професори побара работна средба, како што истакна колешката Георгиева, но ректорот не ги викна професорите, туку ме викна мене само на средба и тоа беше наша прва средба 6 месеци по мојот избор на факултетот. И како помина таа средба? Средбата помина во академски дух, би рекол, но не добив ни една причина од оние причини кои што се наведени во статутот, според кои што не би ме потврдил. Јас не дознав таква причина. А за повеќе би требало да го прашате ректорот, не би сакал јас да... Немаше никакво образложение ректорот пред вас? Никаква одлука писмена немам добиено до ден денешен. Усмено ви кажав дека ниедна од причините кои што ги наведе ректорот не се предвидени во статутот. Значи, причините кои што ги наведе ректорот се кажани помеѓу мене и него и не би сакал да ја прераскажувам средбата помеѓу мене и него. Можете да го прашате ректорот, нека каже кои се. Значи, повторувам, ниедна од причините кои што му даваат право на ректорот да не го потврди изборот на декан, а се запишани во статутот, не ми беше посочена од негова страна. Ниту усмено, ниту пак имам одлука добиено за тоа.